Следниве 15 на 20 минути, како што обезбедивме секој пат до сега во утринската на тело минути за промоција на спортот, овој пат промоција на три наши млади спортисти. Вистина, со гордост можеме да кажеме дека последниот период ги гледате и овие тројца момци низ една медиумска турнеја ширум Македонија. Знам дека бевте кај колешката Елена во Сити Радио, така што гледам дека сте доста активни. Има зошто момци да го промовираме секако во случајот македонското финале во Атина, успехот на младите кикбокс таленти на европската сцена. Добро утро за Калин, Мимо и Даријан. Момци, добро дојдовте во нашиот дом на Телма телевизија. Со едно вакво злато на маса. Пред една недела вратени. И некој пат се прашам дали има разлика во тренинзите што ги имате пред вакви големи финалиња како што беше сега во Атина, или кај вас е конзистентно, регуларно, златен стандард секој ден? Па тренинзите цело време се напорни, но нормално пред надпревар секогаш има полев интензитет и понапорни тренинзи. Тоа што би значило во часови? 2 пати, 3 пати дневно? Во часови во недела од прилика по 10 тренинзи. Некој денови по 2, некој по 1. Да. Браво. Тоа е прилично интензивно, но затоа пак таа константност и да речеме дисциплина е она која што води кон вакви резултати. Еве само да ги информираме нашите гледачи, кикбоксот се разбира дека станува се популарен и посакуван спорт, но особено за оние кои што како вас професионално се занимаваат и освојуваат награди, златни медали. Тоа и треба да се каже, токму ти, Калин, освои пехар за најуспешен надпреварувач во дисциплината лоу кик за помлади јуниори во македонското финале на Европскиот кикбокс куп кој што се одржуваше во Атина. На турнирот учествува 1320 кикбоксери со 2363 надпреварувачки влезови од 230 клуба од 32 држави, и овие бројки ги кажуваме само чисто да се види таа конкуренција и веројатно нешто кое што представува дополнителен предизвик, а особено одлична потврда кога ќе се добие овој златен медал. Од клубот Адора ни пристигнувате, мора тоа да го исто така да го споменеме и да малку во живо вака или од прва рака ги кажете импресиите од самиот овој куп, почнувајќи од пристигнувањето, од конкуренцијата која што таму бевте соочени и се разбира на крај резултатот или заслужениот пехар. Епа, кога стигнавме, прв предизвик ни беше да поминеме вагата, но тоа секогаш е без проблем, сите ја поминуваме. Што ви значило тоа? Вие за гледачите? Вага имаме дисциплини и имаме одредена килажа кај што се бориме. И кој е лимитот? Во различни дисциплини различни? Да. Кои се дисциплините кои што се дел од купот, значи кои што се практикуваат во купот? Има многу, над 20 дисциплини. Јас се борев во минус 63.5 килограми. Ја во минус 60 килограми. Јас во минус 71. Добро. Така да на секој 4-5 кило има друга дисциплина. Мислам друга килажа, друга. И ја поминавме вагата и од утре дента почнаа борбите. Што се разликуваше, момци, ова финале, да речеме, во Атина? Беше доста по-интензивно, доста пријавени, доста конкуренција голема? Поголем надпревар е во Атина, има доста учесници кои што се спремале. Колку беа прилика вака, знаете, пријави на број? Имаше доста? Во 2500 така нешто. 2500? Да. Тоа е голема бројка. Браво, секоја чест. Добро, што мислите, што е, да речеме, најголем фокус за еден млад спортист да процвета, еве, во случајот во кикбоксот? Дали тоа ќе биде тренерот, дали тоа ќе биде можеби клубот, како што е во случајот Адора, дали е националната програма? Што мислите, можеби дека е најважно за еден млад спортист? Па битно е тренерите, колку труд вложуваат во нас спортистите. Исто така е битно и другите другари што тренираат со нас, поддршката, се туркаме еден со друг. Да, меѓусебната мотивација и тоа кое што важи за секој спорт, а и за кикбоксот. И Калин, да се навратиме на она кое што го спомена, или првиот ден, или стартувањето на самите надпревари, како тоа се одвиваше, каква беше твојата конкуренција, колку и што е оној метод или техника кој што го имаш за справување со конкуренцијата пред се психички, а потоа и физички, или како велиме, одмерување на силите?
Јас борбите имав две борби, двете ми беа во последниот ден, значи во недела. Техника нема, само да имаме голема самодоверба, а тоа се стекнува со напорни тренинзи, само дисциплина во текот на тренирањето. И ако имаш самодоверба и си стварно физички спремен, тогаш Кои беа посилни тимови? Мислам учесници од Генерално останатите да, и во земји. кикбоксот, која може би делегација или земја доминира добро? ние ние сме многу јаки. Се бориме во ринг. А во ринг обично балканските земји се доминираат, се појаки. Да. Значи добро, и Балканот е по нешто или во одреден спорт и меѓу првите, а се разбира и ние. И сега кога зборуваме за вас како млади луѓе, кои што се разбира имаат и своји обврски на училиште и со друштво, претпоставувам треба доста време да се одвои за да се фокусирате на она кое што е ваша цел, а тоа се веројатно и надпреварите и успесите. Па како тоа ви успева, верувам дека ќе биде доста добредојдено за младата публика, особено за оние кои што се заинтересирани за да почнат да се занимаваат со кикбокс. Како го определувате своето време? Доста ќе речеме Си даваат сигнали кои ќе кажат. предизвикувачки. Момци, опуштете се само зборете. Затоа што на ваши години се споделете разбира и импресии, сепак сте дружењето ви е исто така шампиони. многу важно. За да се направи баланс, мора да се направат и жртви. Не може да излегување Правило школа број и 1, тренинг. така е. Мора се жртвува некојаш излегување, некојаш школа. Да, Ако си го испланираш денот, има време и за се. така е. Значи добра организација е клучна. Дарија? Дали Мимо. Прости, Мимо. па според мене прво школата, па тренингот, па искачање со другари. Да, секој пат ме интересира дали имате чувство дека младите таленти некој пат се прескокнуваат. Како нели тоа е стратегија и на самиот клуб, меѓутоа се прескокнуваат ако не одат на вакви некои големи финалиња, да се ги покажат своите резултати и знаења. Па Се случува вака често, не знам дали имате примери така, знаете, ваши пријатели, другари кои што можеби биле прескокнати само затоа што можеби нели клубот или во случајот не биле на некое добро финале каде што ќе може да го покажат. нормално да, овие турнири се начин да се истакнат појаките борци. Бидејќи ова е надпревар, на пример, Б класа турнир и европски куп, по самото име кажува дека не е европско ниво. И да се надпреваруваш и да имаш успех на ваков турнир е начин да се истакнеш на другите. Да. Ќе го поздравиме тренерот Филип кој што е позади камерите и бидејќи тој е позади, а вие сте во етер, вие ќе ни кажете колку кикбоксери, колку членови брои клубот Адора и како се класифицирате или определувате за кој учествува на надпреварите или ваквите купови. Па Адора од прилика 200 до 300 членови. И се класифицираме, се пријавуваме кој сака да се надпреварува и тренерите одлучуваат кој колку е Прават процени. дисциплиниран, да. Меѓутоа да се покаже вистинската потенција на сцена, резултат и фокус, препоставам дека не е само можеби нели и вашиот развој можеби како кикбоксери, туку треба да имате и добра опрема, добра сала и така натаму. Значи опремата е многу важен веројатно процес за да се покажат резултатите. Претпоставам дека тоа веројатно и вашиот клуб го поседува и ви помага можеби во поддршка за да ги покажете резултатите во случајот како сега во Атина. Опремата. Што е потребно? А потребно е да имаме ракавици, бандажери за да ги заштитиме рацете, заштита за нозете и заштита за зъбите. Тоа се треба како клучни Елементи. за да може да се почне да се тренира. Сте имале ли некоја така непријатна случка или непријатен надпревар, да кажеме, ако зборуваме за оние повреди за кои што постои ризик при ваквите надпревари? Сте се соочиле или со нешто такво? Па нормално во никој надпревар нема да влезеш 100% здрав, секогаш нешто ќе те боли. Дали ногата, дали раката, Но не ве демотивира тоа. нормално. И тоа е дел од спортот, дел од надпреварувањето. Така е. А ја спомнавте килажата, која што е исто така доста клучна Пресуден дел, да. ако зборуваме за различните категории, па еве како се одржува таа килажа, да кажеме, или што е она кое што како спортисти го практикувате на
дневно ниво или во текот на секојдневието во однос на исхраната од една страна, на која што треба да се внимава, истовремено и она кое се троши во текот на тренинзите кои што се прилично интензивни. Имате ли такви планови и режим на исхрана? Имаме Мимо ќе ни каже за Да. исхрана. Па најчесто е калориски дефицит, зависи колку килограми треба да се симнат и последната недела ќе се намалат само јаглехидрати дека држат вода тие повеќе. И тоа вие така прилично потешко да го постигнете или веќе сте навикнати? Па проблемот е што се намалува и благото таму и Така ради затоа. Да. Да, добро. Што би можеле да споменеме или да дадеме како еден совет или препорака за сите па и помлади од вас, кои што некако им се одриле симпатиите кон кикбоксот, како спорт кој што споменав е прилично актуелен денес. Што би кажале, ако се навратите и вие на вашите почетоци? Епа, Би препорачал да почнат со кикбокс. Според мен е многу интересен спорт и запознаваш другари. Учиш веројатно нешто Да. и од спортивниците и од оние кои што како многу од тимови младите учествуваат. гледаат борачки спортови. Ја би им препорачал да почнат да ги тренираат, не само да ги гледаат на телевизија. Веќе стануваат се поактуелни и поактуелни. Момци, следни датуми кога имаме слични финалиња вака големи? Па сега следен турнир ни е државно на 28 февруари. Се спремаме за тоа. Се надеваме на најголеми успеси. Супер. И ќе прашам уште нешто во однос на тренизите. Ја споменавме бројката на тренизи, но како изгледа еден тренинг, како се подготвувате со самиот тренер и веројатно еден од важните работи кои што меѓу другото ви ги кажува и тренерот е како да се соочите со противникот, бидејќи веројатно и ќе признаеме дека кога сте пред надпревар и кога ќе погледнете противникот во очи, не е ретко веројатно да се појави можеби и некаков страф. Се чувствувате ли почесто сумнеш или страф или веќе како што спомена Калин самодовербата е на задоволително ниво? Па ако си се спремал за тој надпревар, си тренирал тешко, више кога ќе влезеш во рингот и немаш страф, знаеш дека можеш да го победиш. Калин? Страф од противникот никогаш нема, но нормално има некој страф, што е добар страф, Позитивен. позитивен страф за да не изгубиш. И тој страф те бутка да се бориш понапорно и подобро. Споменавме дека Македонија е една од земјите кои што напредува во кикбоксот и освојува врвни резултати, тогаш кои се вашите прогнози за државното првенство? Епа нормално прво место. Прво место. Не правите отстапки, односно не прифаќате ништо поразлично од првото место, така? Тоа и Така. ние ќе ви го посакам и следен пат кога ќе ни дојдете да бидете повеќе опуштени и се разбира да ја прикажеме онаа гордост која што е и на цела држава кога зборуваме за спортот како кикбокс и ви посакуваме успех во сето она кое што го правите понатаму, па верувам и ќе бидете пример за сите кои што сакаат да се занимаваат со кикбокс. Фала. Фала ви. Благодариме, момци.